Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски упати повик до опозицијата да покаже одговорност и конструктивност во спроведувањето на реформската агенда поврзана со европската интеграција на државата, нагласувајќи дека Европската иднина не смее да биде предмет на дневно-политички пресметки. На пресконференција во владата, Муцунски истакна дека процесот на европска интеграција не е прашање на една влада или една политичка партија, туку процес што ја определува иднината на државата и бара сериозност, политичка зрелост и национален консензус. Според него, реформската агенда не представува само формална обврска кон Европската унија, туку подразбира изградба на функционални институции, владење на правото, независно правосудство и систем што ќе функционира според европски стандарди. Муцунски посебно ги издвои реформите во правосудството на државата и измените на изборниот законник како клучни процеси за напредокот на европскиот пат. Тој оцени дека вистинската поддршка за европската агенда треба да се покаже преку конкретни одлуки во институциите и во собранието, не само преку декларативни изјави. Шефот на дипломатијата предупреди дека секое блокирање, одолговлекување или политизирање на реформите директно ја подкопува европската перспектива на државата и ја намалува довербата во институциите. Порача дека реформите не се важни само поради Брисел, туку пред се поради македонските граѓани, подобрите институции и економскиот развој на државата. Министерството за здравство ги демантира информациите кои се појавија во дел од медиумите за колапс на клиниката за хематологија. Во врска со објавите со наслов "Пациенти алармираат за колапс на клиниката за хематологија", најостро ги демантираме изнесените наводи како целосно невистинити и неосновани. Според информациите од стручниот колегиум на клиниката нема недостиг на лекови и терапија за пациентите, ниту пак е утврден застој во обезбедувањето на неопходниот медицински третман, соопшти Министерството. Клиниката за хематологија, додава туттаму, останува целосно посветена на континуирано стручно и одговорно лекување на пациентите согласно медицинските протоколи и стандарди. Апелираме до политичките субјекти и медиумите да се воздржат од ширење непроверени информации кои предизвикуваат вознемиреност кај пациентите и нивните семејства, особено кога станува збор за чувствителни категории пациенти. Во клиниката за хематологија последен редовен инспекцијски надзор според соопштението бил извршен на 4 март оваа година. При надзорот не се констатирани недостатоци по однос на резерви на потрошен медицински материјал, како и средства за дезинфекција. Во однос на терапијата и третманот на пациентите, одлуките се во надлежност на стручните медицински тимови, велат оттаму. Најголемиот дел од представките доставени до народниот правобранител во делот на повредата на правата на граѓаните се во областа на правосудството, реферираше во годишниот извештај за 2025 година народниот правобранител Фатмир Селјами пред пратеници на Собраниската комисија за политички системи и односи меѓу заедниците. Селјами посочи дека најголем дел од представките во делот на правосудството се однесуваат на непочитување на законските рокови, зашто и во изминатите години и во 2025 има констатирано дека судските постапки траат предолго и не се води сметка за ефикасноста на постапките. Странките не добиваат навремени известувања за статусот на нивните предмети. За работата на извршители, најголемиот дел од представките на граѓаните се за деблокада на нивните сметки, како и за износот на каматата на предметниот долг, додаде Селјами. Тој пред пратениците истакна дека народниот правобранител во текот на минатата година разгледал 2921 предмет. Од нив во институцијата биле примени и заведени во 2025 вкупно 2400 представки. 521 предмет биле пренесени од претходната година. Од вкупно 2921 предмет, народниот правобранител во оваа извештајна година покренал 1810 или 61,9% на представки. По 487% нема покренато постапка. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека бил воодушевен од свечениот пречек што му бил приреден во Пекинг, каде што се сретна со кинескиот председател Си Џинпинг во обид за стабилизирање на односите меѓу двете најголеми светски економии по период на трговски тензии. По средбата Трамп рече дека му бил приреден величанствен дочек каков што ретко се гледа. Нагласи дека посетата за него представува голема чест. Голема чест е да бидам тука, имавме многу продуктивни разговори, изјави Трамп, додавајќи дека се
Си Џинпинг е негов пријател и голем лидер. Трамп посочи дека со него во Кина допатувале некои од најстакнатите американски бизнесмени за разговори поврзани со трговијата и бизнисот. На свечениот прием, кинескиот претседател Си Џинпинг испрати порака за соработка наместо конфронтација меѓу Пекинг и Вашингтон. Во разговорите била отворена и темата за Блискиот исток, особено Ормускиот теснец, една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта и енергенси. Белата куќа соопшти дека Трамп и Си се согласиле дека Ормускиот теснец мора да остане отворен со оглед на неговото глобално економско значење и улогата на Кина како голем купувач на иранска нафта. Една од најчувствителните теми бил Тајван. Си Џинпинг јасно му порачал на Трамп дека тоа е најделикатното прашање во односите меѓу двете земји и предупредил дека погрешното справување со тоа прашање може да доведе до сериозни конфликти. Тајван го обвини Пекинг дека единствениот извор на несигурност во регионот откако Кина испрати воени авиони и бродови во близина на островот, дополнително зголемувајќи ги тензиите. Денеска на средбата со американскиот претседател Си Џинпинг рече дека недоразбирањето околу Тајван може да доведе до опасен пат во односите меѓу двете земји. Комунистичката партија на Кина го смета самоуправниот остров за своја територија, вети дека еден ден ќе го стави под своја контрола, ако е потребно и со сила. Војната закана од Кина е единствениот извор на несигурност во тајванскиот теснец и поширокиот Индо-Пацифички регион, изјави портпаролката на тајванската влада Мишел Ли одговарајќи на новинарско прашање. Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот кинески колега Си Џинпинг за време на посетата на Пекинг го обиколија храмот на небото, каде што позираа пред насобраните фоторепортери. Прашањето од еден новинар за Тајван остана без одговор, бидејќи двајцата лидери го игнорираат.